Некако се присетив пред неколку години, знам дека како старт за новата година почнавме со смоквата, параболата за смоквата во Лука 13 глава, а тоа пак онака е поврзано со Исаија 5 глава, од минатата поука. Ајде да почнеме од таму Исаија 5 глава, па ќе се надоврземе понатаму. Да се подсетиме малку и на мината неделната поука. Приказна за лозијата овде, вели во Константинов. Ке му ја запеам на својот возлюбен, вели Исаија, песната на мојот љубен, на неговото лозие. Мојот љубен имаше лозие, на плодно ритче. Го ископа, ги исчисти камењата, го засади со благородна лоза, среде него тој изгради стражарница и стави пивница во него. Се надеваше дека ќе роди добро грозие, но, едно големо но, тоа роди диво грозие, или кисело, како вели други преводи. Сега, ерусалемски жители и луѓе, јудејци, пресудете меѓу мене и моето лозие, што можев уште да направам за своето лозие, па што веќе не го направив. Се надевав дека ќе роди добро грозие, а ете роди кисело, да, еве го, тоа диво или кисело грозие. Но сега ќе ви кажам што ќе направам од своето лозие. Ќе му го отстранам плетот за да го опустат, ќе го разорнам зиданото за да го изгазат, ќе го претворам во пустина, ни режено, ни ископано, нека зарасте сето во трниште и трње, ќе им забранам на облаците да не леат дожд на него. И 7 стих, како мало појаснување, лозието на Господ над воинствите е Израелевиот дом, Божиот народ, неговиот избран расат, луѓето јудејци. Тој чекал правосудство, а ете крвопролевање, чекал правда, а ете пискот. Страшна слика. Зборувавме за тоа минатата сабота повеќе. Ние сме тоа лозие. Окопано, обработено, со предимства, со какви што не може да ги има друг. На богато ритче, како беше таму, во Ханан, на богата почва, и еве како што вели сега Лука, да се префрлиме сега во Лука, овде сега оваа парабола е за таа генерација тогаш во Христово време, смоквата, значи, преку смоквата прикажана тогашната генерација, Исаија ни ја прикажува состојбата тогаш, но ништо поинаква состојба не владеела ни во Христово време. Но ќе почнеме од првиот стих, затоа што ова ќе се надоврзе со темата подоцна, со главната поента, што сакам да ви ја представам. Во исто време дојдоа некои го известија за галилејците, чија крв Пилат ја измеша со нивните жртви. Знаете, се случил бунт во тоа време против Пилата, па Пилат со својата војска морал да интервенира и некои биле заклани таму додека пренесувале жртви на олтарот во храмот. 13 глава Лука. Значи, во исто време дојдоа некои го известија за галилејците, чија крв Пилат ја измеша со нивните жртви. Тој одговори им рече: мислите ли дека тие галилејци беа повеќе грешни од сите други галилејци, зашто настрадаа така? Не ви велам, но ако не се покајате, сите ќе загинете така. Или мислите дека оние 18 души врз кои падна силоамската кула и ги уби, беа повиновни од сите луѓе кои живеат во Ерусалим? Не ви велам, но ако не се покајате, сите ќе загинете така. Исус им вели дека не треба да се плеткаат во работи, кои што често пати знаеме да се плеткаме, да ние судиме и да велиме, на овој му се случи тоа заради тоа што е грешен, заради тоа што има некои греови и така натаму и така натаму. Не, тоа не е наша работа, вели, гледајте и вие на вам да не ви се случи, да гледаме ние нам нешто да не се случи,
затоа што битно е да се покаеме, па ако се случи, нека се случи, тогаш покајани ќе заминеме. И сега ја кажува параболата. Некој имаше посадено, значи овој дел до 5 стих се надоврзува со подот на она што ќе го кажам, но она од 5 глава Исаија сега се поклопува со ова парабола за смоквата. Некој имаше посадено смоква во своето лозие и дојде да побара плод на неа, но не најде. Видовме во лозието од Исаија 5 глава, имаше плод, ама каков? Кисел, никаков. Замисли си грозие за некого, овде знам, па и меѓу тие сум и јас, еден од најубавите плодови што можете да ги вкусите. Поготово сокот од грозие, знам дека на Јани му е омилен, меѓу другото и на мене. Толку е убав, значи. И сега, затоа што е сладок е убав. А ако би бил кисел, дали ги оставиме во уста? Некој имаше посадено смоква во своето лозие и дојде да побара плод на неа, но не најде. Тогаш му рече на Лозарот во овој случај Исус: еве веќе 3 години доаѓам и барам плод, а Господарот, како што и во Исаија 5 глава е Господ. 3 години доаѓам и барам плод на оваа смоква, но не наоѓам. Пресечи ја, зашто уште да ја испостува земјата. Значи не само што не давала плод, туку ја испостувала земјата на околните дрвца, на лозите, да кажеме, пошто била засадена во лозие. Но тој, Лозарот, му вели: Господаре, остави ја уште оваа година, доека раскопам околу неа и ја наѓубрам. Оваа смоква, и минатиот пат во коментар спомнав, имала посебни привилегии да биде насадена во лозие, значи кое што знаете се копа, се обработува и така натаму, се наѓубрува и се што е потребно. И уште Лозарот вели: не, остави ја уште оваа година, нема плод, ама јас ќе се погрижам додатно. Ќе ја наѓубрам додатно, ќе ја обработам додатно, па може би ќе роди. Ако пак не роди, тогаш ќе биде пресечена во иднина и резултатот не го гледаме овде. Не ни се кажува што со смоквата. Знаеме ние што се случило со Израел. Знаеме дека многу работи се измениле со избраниот Божи народ после каменувањето на Стефан, а самиот Исус претходно во претходните 5 стиха алудира, гледајќи во иднина на Ерусалим, неговото уништување и што се ќе се случува со Израел, на тоа: покајте се и вие да не ве снајде нешто такво вас. Не гледате другите, зошто ги снашло и дали тоа е причина за тоа што се погрешни од вас. Ние имаме уште една година, Господ ни дава уште една година милост и пак ќе кажам, прашање дали ќе биде цела година. Така да секој за себе треба да се испита какви плодови има и дали има. Дали тоа се плодовите од 5 глава Галатјаните, оној плод на духот, или па оние подолу што се плодови спомнати, телесни, плодови на телото. Расправи и кавги, вика таму, што вели друго, насилство, убиства, како што била сликата на Израел, за жал. Господ ни дава се уште време, Господ е се уште милостив, се уште имаме време на милост, но знаете што, за да дадеме плод, за да бидеме совршени, еве како Исаија, мора да го почувствуваме тој допир на Светиот Дух. И се најголемата пречка е тука, гревот. Секојаш гревот. Е најголемата пречка за да донесеме плод, како што треба. А гревот е толку распространет што нема човек кого што не го зафатил, значи тоа е вистинската пандемија што ги има зафатено оваа планета, овој свет, и од која што пандемија смртноста е 100%, освен ако не се вакцинирате. А вакцината во овој случај не е ни на Pfizer, не е ни... Знаете што е? Знаеме како на единствен начин можеме да имаме живот, а да не умреме и да не снема за секогаш. Проблем е гревот. За да има плод мора да се отстрани гревот,
А со допирот на Светиот Дух, еве, видовме Исаија, ќе се острани гревот и ќе бидеме чисти и ќе дадеме плод. Не само плод во смисла на, нели, љубов, мир, радост, така натаму, туку и ќе бидеме плодоносни за останатите околу нас. А не спротивна на онаа смоква кој што ја испоснувала земјата дори. Значи, оболуткавела солта, со други зборови, од едни други стикови. И сега главната поента ми е следнава. Бог сака да го решиме проблемот, најголемиот проблем со гревот, а ѓаволот од друга страна се грижи да тоа не се случи. Затоа што тоа сме осудени на пропаст. Лука, односно Јован 8:44 ќе читаме. Сосема во друг правец сега ќе одиме. 8:44. Исус им се обрега таму на фарисеите и вели: вие поттекнувате од вашиот татко ѓаволот и сакате да ги исполнувате желбите на татка си. Тој беше човек убиец од почетокот и не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата. Измамник, лаж го е ѓаволот. Знаете ли, во својот арсенал колку лаги има? Никој не може да му ги избори. Толку е умешен во сето тоа, затоа што тоа го прави веќе 6000 години. Мислите си вие да имате некој бизнис, мислам, луѓе стануваат мајстори за урокот 2, 3, 5 години, зависи колку го бива, нели, за нешто, а камоли 6000 години да правите нешто, па тоа ќе го усовршите на најможен добар начин. И се една од неговите лаги е дека не можеме да бидеме совршени, дека не можеме да достигнеме совршенство. Односно, со други зборови, дека не можеме да го победиме гревот и дека ќе си грешиме до крајот. Опасна лага. Еве ќе видиме од цитатите на сестра Елен Вајт дека е навистина опасна. Првиот цитат е од Големата борба, 516 страна, оригинални страни. Големиот измамник од ништо не се плаши во толкова мера, колку од тоа ние да ги дознаеме неговите планови. Да, затоа што, знаете, кој ќе му навлезете во неговата стратегија, тоа ќе биде разоружан. Да знаете која и каква е неговата лага. Затоа треба посебен дар и повторно дар од Духот Свети и спремност од Господа. Ние самите не би можеле. Затоа што си имаме работа со многу умешен лажго. Сатаната, Божиот закон на љубовта, го представува како закон на себичност. Видите како ги извртува работите. Сосем. Љубовта и себичноста се две спротивни работи. Божиот закон на љубовта го представува како љубов на себичност. Како да нешто еве од себични причини Господ бара од нас. И тој тврди дека ние не можеме да живееме според неговите правила. Невозможно е, вели ѓаволот, да се држи законот. Со други зборови, невозможно е да не грешите. Во известна смисла тоа е точно, значи невозможно е за самите нас, така е. Сам никој не може да го држи, меѓутоа неговата цел е, крајната цел е да останеме во гревот, да Господ Исус дојде и спас во таква ситуација нема. И е уште еден цитат до Review and Herald. Ова било, значи во продолжеток на претходниот, ова било, кое? Значи тоа, стратегијата негова, неговата лага дека не можеме да го држиме законот, и се уште е дело на сатаната. Ова е заводлива наука, која ѓаволите се трудат да ја прошират по целиот свет. Заводлива наука. Големата борба, повторно. Оние што ги кријат и ги оправдуваат своите грешки, кога би можеле да видат колку се радува сатаната,
поинаку би се однесувале. И вели понатаму цитатот точки, тој не е битен, тој дел, сатаната се обидува со помош на маните на нивниот карактер, на нашиот карактер, да завладее со целото суштество и знае дека ќе успее во тоа ако тие ги негуваат присутните мани. Затоа, внимавајте, постојано се труди да ги измами Христовите следбеници со своето кобно лукавство, тврдејќи им дека не можат да го победат злото. Заводлива наука. Кобно лукавство. Кобно е затоа што ако наседнете на ова лага на ѓаволот, ќе биде кобно по вашата судбина, вечна судбина. Тој тоа постојано го прави. Од старт, уште од старт, дека е така, и наистина не можам да сватам како тоа се вовлекло и во Божјата црква, дека ние не можеме да го победиме греот. Знаете, имавме тука цел серијал на братот Паул, кој што се трудеше со историски факти повеќето и нормално и Библија, секако да ја покаже таа борба меѓу тие две структури, групи во црквата, едните, другите ги нарекуваат перфекционисти, не знам што, овие други, и викаат дека не е можно, се олабавуваат и викаат дека не е можно да го победиме гревот и прават цела доктрина од тоа. Тоа е кобно лукавство на ѓаволот. Тоа е префригана лага на ѓаволот, да веруваме такво нешто. И видите каков јасен библиски пример има во Библијата. Ја доскоро не бев толку, не можев да го видам ова, меѓутоа читајќи некои работи неделава, ми се отворија очите. Знаете, Библијата е толку длабока, еве имаме и утрински стихови во тој правец, се од почетокот на 1. јануари, дека Библијата е толку длабока и толку битна да се копа, да се проучува и постојано изнаоѓате нови работи. Сега отвараме во книгата на Јов. Имаме тука еден толку јасен библиски пример дека е можно да се држи Божиот закон и од другата страна го имате ѓаволот кој што се обидува да го докаже спротивното. Дотвориме во Јов. Јов сме го разгледувале повеќе пати од различни аспекти, но мислам дека јас вака никогаш ви го немам презентирано. Па ќе разгледаме сега повеќе стихови од книгата на Јов. Што е, уште првиот стих, што вели Бог? Односно, да, во ред, Бог преку Мојсија, веројатно како писател на оваа прва книга од Библијата, беше некогаш во земјата Уз, човек по име Јов. Тоа беше непорочен и праведен човек, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Повеќе англиски преводи велат, и со право велат, кога вели непорочен, се мисли на совршен. Јов беше совршен и праведен човек. Или не сум стручен по еврејски, не знам како се изговара точно, ама зборот еврејски е там. Таман. Да, тоа сакам да кажам на турски е, како што ќе кажа, таман. Човекот си беше таман, беше совршен. Ништо не му фалеше. Непорочен, праведен. Значи, Јов бил силен доказ против тврдењата на ѓаволот од старт, дека не е можно да се држи Божиот закон. И затоа е сега целиот спор. Доаѓа ѓаволот, знаеме, и му вели, значи, на тој собор, ја доаѓам од земјата, да обиколив земјата и сега да каже, јас сум тамо собственик, се е моје, и Бог му вика, не е се твое, Јов не е твој. 6 стих. Еден ден дојдоа Божите синови, застанаа пред Бога, тоа го кажавме, тогаш Господ го праша сатаната, од каде доаѓаш, еве, поминав низ земјата и обиколив, одговори тој. Потоа Господ рече, дали го забележа мојот слуга Јов? Епа не се сите твои. Имам јас еден мој слуга. Јов, никој не му е рамен на земјата. Тоа е непорочен. Значи, ова Господ го тврди.
Јов е совршен, непорочен, праведен, се бои од Бога и се отстранува од злото. И сатаната му вели: Господа, тргни ја сета заштита твоја, дај дозволи јас да удрам, па ќе видиш. Господ му дозволува. И што читаме таму, последните 2 стиха? Знаете што се случува, значи да не повторуваме. Страшна работа. Видите што се случува кога Господ ќе ја тргне заштитата? Што се случило? Велиме за 24 часа. Какви 24 часа? Не знам колку време било тоа. За многу кратко време ѓаволот се уништил што можел, се што му било дозволено. Целиот тимот, сите деца. 20 стих, 21 односно. Да, и 20. Јов стане, расципи облеката врз себе, избричи главата, падна ничком на земјата, се поклони и рече: излегов гол од мајчината утроба и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде. Благословено да биде Господовото име. Покрај се тоа Јов не сгреши, ниту изусти некаква навреда против Бога. Еве го совршениот човек, ни на уст ни не греши. Покрај сето тоа што му се случило. Таман. Потоа ѓаволот повторно доаѓа, и знаеме, повторно се среќават и сега Господ, видите што му вели во 3 стих. Дали го забележа мојот слуга Јов, нему никој не му е рамен на земјата, истите зборови, тој е непорочен, значи совршен и праведен човек, се бои од Бога и се отстранува злото. Тој е уште постојан. Тој е уште, се уште е совршен. Тоа е доказ дека може да се држи Божиот закон. Тоа е доказ против твоите лаги дека не е можно. Па залудно ме предизвика, вика, испразно за да го пропастам. И ѓавол потоа бара да удри по него и со болест удери по телото на Јов и повторно истиот резултат од 9 стих. Тогаш неговата жена му рече: зар си уште постојан? Видите ги ударите на ѓаволот, значи. Уште си совршен? Која е целта на ѓаволот? Да паднеме, да не го држиме законот, да има аргументи да рече: еве, кој, има ли некој кој што може да го држи законот? Нормално тоа сами не можеме. Јов само покажува колку му бил верен на Бога, колку навистина го имал во срцето. Зар си уште постојан во непорочноста? Проколни го Бога и умри. Јов одговори: брбориш како што брборат безумните жени. Штом примевме добро од Бога, зошто тогаш да не го примеме и злото? Во сето тоа Јов не сгреши со своите устни. Неверојатно. Јов е понатаму невин, чист, непорочен. И сега, внимавајте, сега ова е посебно интересен дел. Ѓавол сега се користи преку неговите пријатели кои што дошле да го утешат. Повторно со истиот удар. Повторно. Тогаш 3 Јовови пријатели, 11 стих, чуја за сите неволи што го снајдува, секој се запати од својот крај: Елифас од Теман, Валдат од Шуах и Софар од Наам, сите на различни краишта, и одлучија да отидат заедно да го пожелат и да го утешат. И кога оддалеку ги насочија очите кон него, не го препознаа. Тогаш почнаа да плачат, секој ја раздар својата облека и фрли ја прав на своите глави кон небото. Потоа седнаа покрај него на земјата и останаа таму 7 дена и 7 ноќи, и ниеден не му преговори ни збор, зашто видео дека е голема неговата болка. Па добро било после 7-миот ден да кршат глава, да си отидат дома. И Јов зима збор во 3 глава, и сега почнува од 4 глава, зима збор Елифас. И што вели? Нема да читаме се разбира. Од 12 стих, видите сега, Елифас вели: јас имав видение, Господ ми се јави, и што ми кажа? Таен збор ми се објави, 12 стих, 4 глава. Моето уво го чу неговиот шепот, ноќе со ништата ги офаќаат духот, и кога длабокиот сон паѓа на луѓето, страф и трепет ме совладаа мене, моите коски се стресува жестоко.
Некако вздив ми помина преку лицето, се кренаа влакната на моето тело. Некој стоеше, не му го познав лицето, но со ликот беше пред моите очи. Насекаде тишина, тогаш чув шепот. Тивкиот глас. Тивкиот глас го слуштав. Има видение. Зар некој смртник е поправеден од Бога? Зар човек е почист од својот Создател? И во ред, тука може би малку и да е дискутабилно ова, меѓутоа подоцна ќе видите која е била поентата и на Елифас и на сите овие. Може ли човек да биде чист? Може ли да биде безпрекорен? Може ли да биде совршен? И сега во 8 глава, овој другиот, Валдат, што му вели? Од први стих ќе читам. Тогаш проговори Валдат од Шуах и рече: уште до кога ќе зборуваш така? До кога твојот збор ќе биде како виор? А што правил Јов цело време велел, се прашувал, не му било јасно. Јас сум праведен. Ја не сум му сгрешил ништо на Господа, а видите што му се случува. И сега му вели Валдат: абе, до кога ќе зборуваш? Дури во понатаму ќе видиме до кога ќе брбориш. Како што тој и вели на својата жена, што било право, брборела. Сега ти и на него му увела тоа. Па зар може Бог да ја гази правината? Може ли се силниот да ја изопачи правдата? Ако твоите деца му сгрешија, затоа ги предаде на нивните беззаконија. Зашо сгрешија, па затоа Господ ги предаде на нивните беззаконија. Затоа ги уби. Затоа дозволи да бидат уништени. Тоа е најнормално така да размислуваш. Значи, ете, тоа е тоа. Значи, му се случило нешто, мора да е грешен. Таков е Бог. Но ако го побараш Бога искрено и сега го поучува и замолиш за милост Вседржителот, ако бидеш чист и непорочен од сега, тој секојаш ќе бдее над тебе и ќе ја обнови куќата на праведникот. Ќе биде мала твојата мината среќа во однос на идната што ќе те чека. Значи му вика, ни ти, ни твоите деца, тоа што се случи, тоа е заради тоа што мора да имате греови. Ама ако бидеш чист и непорочен, ама дали Јов не е чист и непорочен? Па Господ објавил. Го гледаш ли мојот слуга Јов? Чист, непорочен, совршен. Ама ако си совршен, тогаш Господ ќе бдее на тебе, ама тоа што ти се случува е доказ дека си грешен, дека имаш греови. Значи провејува низ целата книга на Јов, мислам тоа е главната тема, дека праведникот не може да го снајдат неволи. Значи, тоа што се случува со Јов е како резултат неговите гревови, меѓутоа провејува ни сето тоа, може да се види оној обид на ѓаволот да го докаже своето, дека не е можно да се држи Божиот закон, а Јов пречката тука, пречи на ѓаволот. Затоа се обидува на разни начини. Уништил се, и деца, и имот, и се. Е оставил жената за да го искуша преку неа. Не успел ни така. Сега му ги праќа овие тројцата да дојдат да го утешат. Имаме поука, тешете го мојот народ. Ќе го утешете ли својот, односно народот Божи со тоа што ќе кажете дека ние не можеме, ние ќе си грешиме до крајот. Тоа ли е утеха? 11 глава, овој третиот сега. Софар, видите што му вели он. Од први стих. Софар на Матејецот проговори тогаш и рече: зар да не се одговори на многуте зборови, зар многу зборливиот уште ќе се оправда? Му се обрека на Јов. Зар твоето празно брборење ќе ги замолчи луѓето? Зар подигрувањето ќе остане неисмејано? И се му вели, рече: моето учење е непорочно, чист сум во твоите очи и без дамка. Но ако Бог сакаше да проговори и да ја отвори устата за да ти одговори, што ќе се случи, знаеш ли, со други зборови? И да ти ги открие тајните на мудроста, што ни еден ум не може да ги сознае, ќе знаеше дека ти бара сметка за гревовите. Чи не туку ламоти, не туку брбори, ако Господ ја отвори устата, тоаш ќе ти докаже и ќе знаеш дека тој ти бара сметка за гревовите.
а не уште се правдаш тука дека си прав. И сега 15 глава, повторно Елифас, само 14 стих го прочитам овде. Што е човекот за да може да биде чист? Зар некој роден од жена е праведен? Па не е, ама може да биде праведен, може да биде совршен, може да биде чист. Јов бил доказ за тоа. 19 глава. Овде Јов се брани. Видите што вели. Проговори Јов и рече: па до кога ќе ја измачувате мојата душа? До кога ќе ме сотирате со зборови? Веќе 10 пати ме укоривте и не ви е срам дека ме измачувате. Па ако навистина застранив, мојата заблуда останува со мене. Мислите дека ме победивте и дека ја докажавте мојата вина? Одиме понатаму, 22 глава. Нема многу време за тоа, да не се задржуваме премногу. 22 глава, Елифас, повторно, како да предначи тој во овие осуди на Јов. И читаме повторно од првиот стих, 22 глава. Проговари му вели: зар човек може да му биде полезен на Бога, па кој е мудар може да биде полезен на себе си? Зар е милост за семокинот ако си праведен и зар има полза ако си непорочен? Или те кара заради твојата побожност и затоа сака да се суди со тебе? Не е ли тоа заради твојата преголема злоба и заради беззаконијата на кои им нема број? Па нема Господ да се расправа со тебе ако ти си совршен и праведен. Ама веројатно е заради твоите беззаконија и дури вели на кои им нема број. 25 глава. Целата глава ќе прочитаме, неколку стиха се. Валдат од шуха проговара и му вели: Господството и стравот се во неговата рака и тој создава мир во своите висини. Зар можат да бидат изброени неговите чети врз кого не изгрва неговата светлина? Па како може човек да биде праведен пред Бога и родениот од жена, како може да биде чист? Ети и месечината ја губи својата светлина пред него, за неговите очи звездите не се чисти. Што да се рече тоа за човекот, за тој црвец, за човечкиот син, бедно црвче? Праведен човек не може да биде. 27 глава. Видите сега, ова е круна на Јововата одбрана. Видите која величина на човек бил. Јов ја продолжи својата беседа и рече: жив е Бог, кој ми ја скратува правдата и Седржителот кој ми ја огорчи душата, се доека мојот дух е уште во мене, доека Божиот здив биде во моите носалки. Моите устни нема да изустат зло, ниту некаква лага ќе дојде на мојот јазик. Далеку од мене да ве оправдам, својата невиност ќе ја бранам до последен здив. Јас се држам за својата правда, нема да ја оставам. Моето срце нема да ме кори заради моите денови. Јов до крај ја брани својата невиност, среде овие напади на ѓаволот преку неговите слуги, ќе кажам, и на каков се начин не сакал да го бутне, да докаже дека никој не е способен да го држи Божиот закон и дека не е можно да се биде совршен. Јов го покажал спротивното. Дали да го читаме или да не го читаме четвртиот, знаете кој бил четвртиот? Мислам дека едно зборувавме по Елију, оној младиот кој што бил тука и ги слушал овие постариве, се натегале со Јов, дебатирале и Елију вели: ја мислев дека во вас старците е мудроста, па ќе му докажете на Јов, не успевавте, сега пуштите ме јас. И цепа Елију, 6-7 глави, колку се тамо, Елију дрдори, пак истата приказна. Дури и надава на тоа, дека он сега го брани Господа во тој спор. Абе, Господ е праведен, значи Господ што мудрил на тебе, ти си грешник. Точка. Тоа е тоа. Тоа го имаше и кај другите. Меѓутоа, Елију предначи. И на крајот, во 42 глава, знаете, после Господ почнува
му се обрека на Јов. И видите во 7 стих, односно, кај да почне да читаме? Да, Јов вели, во 5 стих, досега те познав само послушање, но сега моите очи те видоа, затоа се гнасам од сите своји зборови и се кајам во прав и пепел. Затоа што се прашувал како е можно сето тоа. Понизен, го гледаме понизни од негов дух, значи се кае за се. Но, вели 7 стих, кога Господ му ги изговори на Јова овие зборови, тој му рече на теманецот Елифас. Знаете што му вели? Господ на Елифас и на останатите. Или овде не е спомнат, не знам зашто, ама веројатно Господ нема ништо да каже за него. Овој бил, значи, 10 пати лоши од овие тројца. Ти и твоите 2 пријатели го распаливте мојот гнев, зашто не зборувавте за мене така право како мојот слуга Јов. Што вели Бог? Вие цело време се трудевте да докажете дека не е можно да се држи Божиот закон. Јас ви велам, вие не говорите право. Јов е тој кој што говореше право. И дори Господ е многу милостив овде, преку Јова. Затоа земете сега 7 јунчиња и 7 овни и отидете при мојот слуга Јов да принесете паленици за себе, да се извините. А мојот слуга Јов ке се помоли за вас, ке имам обзир кон него и нема да ви сторам ништо лошо заради него. Зашто не зборувате за мене онака право како мојот слуга Јов. И отидоа овие го направија сето тоа и Господ го врати Јова 10 стих во поранешната состојба зашто се застапи за своите пријатели, па му го удвои она што го имаше. И му се вратија на Јова, значи сите негови поранешни браќа, сестри, негови сестри, сите поранешни познати, па ја да е леп со него и така натаму, и Господ му даде двојно на Јов. Јас се воодушевив, да ви кажам, ја прв пат ова го видов во книгата на Јов, но Јов е чист пример, јасен библиски пример, дека Божиот закон може да се држи. Мислам, имаме ние многу што на таа тема да зборуваме. Но е баш таа дебата меѓу ѓаволот и Бог. Може или не може? И Јов докажал дека од чиста љубов му служи на Бога и само така може човек да биде совршен. Не од овие причини, од оние причини, не знам какви. Тоа се покажало во неговиот живот. Нека даде Господ да се покаже во нашите животи. И да се застапуваме и ние како Јов за таквите наши браќа и сестри кои што можеби мислат, кој што ѓаволот го засадил тоа семе, како што читаше Маре, мислам на почетокот, семе на сомнеж, на лажни науки, дека не е можно да се биде совршен на оваа земја и дека ќе си грешиме до крај. Тоа е опасна заблуда на ѓаволот. Нека му е слава на Бога за неговата вистина. Амин. Господи Боже наш, понизно паѓаме на своите слаби колена пред Тебе, пред Твојата светост, кој што често пати знаеме да занемариме и дали овде во црква, дали кога пристапуваме кон Твоето Слово, често пати знаеме онака ноншалантно да го правиме тоа, како да забораваме на таа светост, како да ние треба, како Исаија да го видиме тоа што тој го видел, за да паднеме и да кажеме колку сме нечисти, колку сме за никаде. Зарем не читаме, зарем не ни е јасно за Твојата светост, Господи, за Твојата совршеност и колку ние треба да бидеме понизни кога доаѓаме пред Тебе. Да ја распнеме нашата гордост, која што е старата наша природа, и да дозволиме да бидеме допрени од Духот Твој свети, да бидеме чисти, да го отрнем секој греф од нас, затоа што
Тоа е вистинска пречка, тоа е вистинската пандемија која што владе во овој свет, па и со нас, која што ни попречува да дадеме вистински плод. Оној плод кој што ти го бараш секој година покрај смоквата, доаѓајќи да го видиш, да се зарадуваш. Ние тебе те зарадуваме, Господи. Уште една година е пред нас. Не знаеме колку денови од таа година ќе бидат наши. Затоа, Господи, уште денес да се покаеме ако има зашто, а има. Да оставиме се зад нас, да заборавиме на сите неуспеси, како што Павле вели, да тргаме напред, да трчаме со сигурност гледајќи на Исуса Христа во трката што е пред нас за нераспадлив венец, за вечниот живот, за она што Ти ни го даде како дар, давајќи го својот син Исус на крстот заради нас, грешниците. Помогни ни, Господи, сите ние сме слаби, да до дното на душата ја согледаме својата слабост, да видиме колку сме некогаш погани на своите устни, колку сме за никаде. И да ни помогнеш да се избавиме од секој зло, да го победиме секој зло и на тој начин и да покажеме и докажеме и да го одбраниме Твојот карактер, дека Ти си тој кој што говори право, а сите оние кои што велат дека не може да се достигне совршенство, се инспирирани од друг дух, од нечистиот дух, од сатаната. Помогни им на таквите, Господи. Помогни им и искористени и нас да им помогнеме, да им покажеме дека е можно. Господи, Ти не би барал од нас да бидеме совршени како што Ти си совршен, ако тоа не е можно. Ти не бараш од нас невозможни работи. Не е можно за нас, како луѓе во човечка природа, меѓутоа со Божја, со Твоја помош, како што Христос не оставил пример, се е можно. Води не и чувај ни во остатокот на овој свет саботен ден и обилно благословени и собери не повторно 18 часот да Ти дадеме повторно слава и чест. А се Ти благодариме во Христово име.